Учителке, ти време, благодарни за твоя хубав труд. Моята учителка има поглед благ. Учителот го сее семето на знаењето, го наволнува со љубов и го некува стрпливо додека порасне во прекрасна детска иднина. Срце моје нел гласот нејзин тих, учителке. Една книга, едно пенкало, едно дете и еден учител може да го променат светот. Сјај, те сакам ја. Она што го пишува учителката на таблата на животот никогаш не треба да биде избришано. По повод Светскиот ден на учителите, денес разговараме со еден наш гостин, а темата е сеќавање на неговите училишни денови. Сакаме да знаеме како беше тогаш учењето и да споредиме со денес. Гостинот е новинар во пензија. Целиот работен живот се дружил со убавиот пишан збор. Работел како новинар во Радио Охрид. Дали ја паметите вашата учителка и како се вика? Мојата учителка се викаше Добрила, беше многу добра. Сите нас не сакаше, сите деца, меѓутоа и ние ја почитувавме доста неја, многу ја сакавме, убаво не предаваше и како резултат на тоа бевме сите добри ученици, да не речам одлични. Меѓутоа имаше и некои ученици со понекоја помала оценка, со четврти и така. Бидејќи таа беше многу ревностна во врските кон нас, многу не почитуваше, убаво не предаваше и затоа ние, еве јас пример, станав новинар. Какви се вашите сеќавања за училиштето тогаш? Јас учив во основното училиште Братство единство и тамо го завршив и 8-то одделение. Има многу другарчиња. Предноста беше во тоа училиште што тамо учат деца и албанчиња, учат и турци, и египтјани учат и го шириме што се вика Братството единството и сите се сакавме меѓу себе, меѓусебно се почитувавме, мислам немаше разлика кој што е и како е, мислам од која националност. Покрај другарувањето, дружењето со нашите другарчиња во училиште и вон училишните активности, да речеме, и слободни активности, сепак учењето ни беше на преден план, мислам, по сите предмети и добри ученици бевме, се почитуваме, се сакавме. Ете, затоа јас станав по професија новинар. Порачувате нас, новите генерации? Мојата порака до сите вас е да бидете добри ученици, внимателно да ја следите вашата учителка кога ви предава по било кој предмет, по сите предмети, бидејќи таа секогаш се труди, таа вие како втора мајка се труди што повеќе да научите, да осознаете по сите предмети и само така можете да напредувате во животот. Плюс вие имате доста современа технологија сега, на разни начини можете полесно да ја совладувате материјата што ви ја дава учителката и во сите области можете. Меѓутоа, ние во наше време немаме такви услови, беа поскудни условите кои учеме. Сега имате компјутери, имате лаптопови, имате и телефони, имате портали. Мислам, технологијата многу и таа може да ви надополни, плюс она што учителката секој ден ви го предава на час. Само останува на вас вие да ја слушате неја и да ја цените и сакате. Учителот е компас, кој му го покажува правецот на ученикот, кон љубопитноста, знаењето и мудроста. Учителот те зема за рака, ти го отвара умот и ти го допира срцето. Инженерите градат мостови, уметниците сликаат слики, научниците прават ракети, а учителите ги создаваат сите нив.